Ниту еден од 13-мината полициски службеници кои на кобниот 16 март биле на служба во импровизираното кабаре Пулс не се чувствува виновен за трагедијата. Дел кажаа дека направиле се што можат и се што било во нивна законска надлежност за да спречат поголема трагедија. Пред почетокот на главната расправа се одржа подготвително рочиште на кое одбраната бараше предметот да биде одложен додека не заврши главниот предмет со аргумент дека дел од прашањата прво треба да бидат одговорени во тој предмет. Судот го одби ова барање. Обвинителката Спасенка Андонова во воведниот говор кажа дека акцискиот план за проверка на угостителски објекти не бил одобрен и потпишан навреме, туку тоа било сторено по трагедијата. Дополнително, обвинителството смета дека не сториле доволно за да помогнат во целиот хаос кој се создал во објектот. Имале можност при влегувањето во клубот да забележат присуство на пиротехника и иако тоа не им било стриктно наведено во планот за акциска контрола, согласно другите овластувања и должности кои што ги имаат како полициски службеници, имале обврска тоа да го проверат и да го спречат. Дополнително им се става натовари дека од нив не постапувале и во делот на намалување на последиците, односно ризикот кој што се создал преку непружање или несоодветно постапување во делот на заштита и извлекување на делот за заглавените лица во клубот Пулс. Според одбраната, обвинението е контрадикторно. Службениците не знаеле дали имало пиротехника во така нареченото кабаре, ниту можеле да претпостават дека ќе се случи пожарот. Со ниту еден доказ, застапникот на обвинението не ја докажува колозалната врска помеѓу сега обвинетите и настанувањето на пожарот, а токму ова ќе биде најголем аргумент на нашата одбрана. Полициските службеници постапувале по вообичаен план, во кој е наведено дека треба да се изврши контрола на точење на алкохол на малолетни лица, контрола на присуство на малолетни лица по 24 часот, контрола на лица кои вршат обезбедување на угостителски објекти и откривање и документирање на други кривични дела по останатите закони во Министерството за внатрешни работи, рече адвокатот Антонио Саздов, застапник на четворица обвинети во воведниот говор. Рочиштето го следеа и родителите на жртвите во трагедијата во Пулс. Голем дел од обвинетите биле токму таму таа кобна ноќ. Гледале, слушале, знаеле, но денес однеднаш сите се претворија во немокни наблюдувачи, додека вината кружи од еден на друг и мистериозно исчезнува некаде по високите структури. Едни велат не било наша надлежност, други не добиваме наредби, трети не знаеме. Од истрагата на обвинителството за организиран криминал и корупција произлегоа 3 предмети против полициски службеници. За едниот, во кој обвинети беа тројца полицајци, зашто прекршоците наместо на компанијата која стои зад Пулс ги пишувале на неактивен субјект, судот изрече условни казни. Третиот предмет, во кој обвинети се 9 полицајци, ќе почне на 1 јуни. Даниел Василев, Сител телевизија.